Вие ја гледате емисијата Вашиот пратеник. Гостин во оваа наша емисија е пратеникот Фатмир Битеки. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Пратениче, вие сте по професија економист. Имате завршено бизнис, администрација на Универзитетот во Тирана. Како влеговте во политиката? Што работевте пред тоа? Па, веројатно малце не секојдневно за нашите прилики во општеството. Ја претходно 20 години работев во други сектори, едно 10 години во граѓанскиот сектор. Тоа беше почеток на мојата кариера после завршување на студиите и 10 години во приватниот сектор. Како консултант во цел Западен Балкан, едно 4 години бев извршен директор на една од коморите, Стопанска комора на Северозападна Македонија. Во суштина, од тамо некаде во 2016-17, кога ми завршим мандатот, тоест ја одлучив да ја напуштам комората, почна да кажам првите контакти со политиката, но моето искуство не е во политиката, туку е сосема надвор од политиката пред да влезам во политичките води. Како теднаш ја да сакавте политиката? Дали почнавте како помлад сакавте, па потоа се пронајдовте во политиката? Како, затоа што ве гледавме во претходниот владин состав како министер? Да, искрено во младите години сум ја следел политиката, затоа што ми било битно кои се актерите кои што одлучуваат за нашата иднина како млад, но никогаш во било која политичка партија. Така и влезот во политиката не беше директно преку влез во одредена политичка партија. Мене некаде во почетокот на 2018 година ми беше дадена можност да станам советник на тогашниот премиер на државата Зоран Заев, советник за економски прашања, во која улога некаде 2 години служев, 2 и нешто години. И со тек на време осознав дека идеолошките правци во кои што јас верувам, вредностите кои што ги споделувам, се поистоветуваат со една политичка партија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и некаде во крај на 2019 за прв пат стапив во политичка партија како председател на Комисијата за финансирање во политичката партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така веројатно полека, осознавајќи се себе си и другарите со кои што работиме, во 2020 година на парламентарните избори после победата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ми беше понудено местото на вице-премиер за економски прашања во владата во која што служев 4 години. Гледаме да се вратиме малце. Гледаме од вашата биографија видов дека сте родени во Скопје. Да. Која настилба се живеете? Јас сум роден во Скопје. Своето детство? Да. Влијаеше ли целата таа околина, традиција врз вашата определба понатаму во животот? Предпоставам, да. Јас сум роден во Скопје, живеев во Тафталиџа. 30 години живеев во Тафталиџа, потоа се преселив во другиот дел на Скопје, многу кратко во Чаир, и сега сум во Бутел, но во Скопје секако, и веројатно ова и текако многу влијаело во мојот развој како човек, затоа што секогаш сум имал прилика да живеам со луѓе различни од мене, по било која различност, етничка, културна, религијска и така натаму, за да сватам дека ние сме заедно живееме и во добро и во лошо, и веројатно тоа ме направило многу подобар како човек и како сваќање на нашата преубава држава со сите различности кои што таа ги има.
Пратениče Бицичи, оваа емисија е така осмислена да се види другата страна на пратеникот, она што е помалку позната за јавноста. Вие сте семеен човек, имате супруга, деца. Како вашето семејство поддржува ли во целата оваа ваша политика? Па, беше во почетокот беше малце чудно, затоа што традиционално во семејството наше, во поширокото, никој не се занимава со политика. Ја бев меѓу ретките, да кажам, кој што се одлучи да влезе во политичкиот свет и секако без нивната поддршка и на супругата, но и на моите две деца, веројатно тоа не би можело да биде возможно. Јас се обидував да им објаснам дека ќе треба да се навикнат многу на јазикот кој што се употребува во политиката, кој што не секогаш е тој што го гледаме на телевизија и дури го гледаме во други држави, некојаш забораваме дека јазикот кој што се користи од различните политички опоненти не многу влијае во убавите нешта во животот и може да погоди многу повеќе, но полека се навикна, не секогаш ги прифаќаат начинот на како работите се одвиваат, но имам целосна поддршка и до денешен о семејството. Некојаш, за жал, јас кажувам, жалам за неколку години изгубени затоа што не ги гледав децата како растат, затоа што ангажманот во влада бара малце повише напор од моја страна во влада наспроти поддршката што би требало семејството да ја има. Морам да ја прашам уште накратко, како семејство деца на политичар, како се прифатени од нашата средина? Јас сум се обидел да секогаш им кажувам дека они треба да бидат тоа што се. Независно што нивниот татко е во политичките води. Ми мислам дека умешно и синот и черката се обидуваат тоа да не им биде пречка во тоа што го прават. Дури за изненадување некојаш они дури не кажуваат чиви деца се, за да, например, кога после одредено време ќе дознаат, виката зошто не ни кажавте, рекоа, они ќе кажат па сметаме дека не треба да кажеме, ние сме тие кои што сме. И мислам дека тоа е начинот како би требале децата да растат здраво во едно општество, затоа што они така го трасираат својот пат. Не треба ни таткото, ни мајката да го трасираат патот на децата, туку децата сами да си го пронајдат својот пат. Пратениче Битичи, членувате во повеќе пратенички групи, работни тела, делегации. Во пратенички групи за соработка сте со парламентите на земјата од Блискиот Исток и Арапскиот залив, за соработка со парламентот на Република Турција, со Република Швајцарија, со Конгресот и со Сенатот на САД. Потоа во делегациите, Собраниската делегација во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоциација и во Собраниската делегација во Парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа. Во работни тела сте Комисијата за финансирање и буџет, потоа за следење на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, потоа во Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, Буџетскиот совет, Комитетот за односи меѓу заедниците, Комисијата за социјална политика, демографија и млади, Постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот и Комисијата за здравство. Значи, видовме еден различен репертоар на комисии, делегации и така натаму. Каде во работните тела најмногу се наоѓате и каде што можете да придонесете најмногу? Во принцип, сите работни тела на собрањето кои што членувам се водени од моите вредностни
поиме, а тоа е таму кај што можам да зборувам за придобивките на граѓаните од аспект на праведност и правичност. И затоа изборот беше таков. Ја не можам да кажам која ми е поблиску до срцето, затоа што со сите сум имал одредена точка на соработка и кога сум бил како во извршната власт. Најчесто учествувам во Комисијата за финансирање и буџет, затоа што таму се крои днината, да кажеме, за граѓаните и таму е потребата на, како опозиционер, да ја покажам објективноста на од некогаш бројките, кои што еве граѓаните кои што ме следат знаат дека јас сум конзистентен во политиките кои што се однесуваат поврзани со економија и финанси и за добробита на самите граѓани, но не изостанува моето вклучување и во другите комисии, независно дали е тоа Комисијата за здравство, во кој што дури и во кој што е испреплетена, да кажам, комисија, затоа што често не само законските решенија кои што доаѓаат таму, туку и решењата кои што се поврзани со Комисијата за финансирање, кај што доаѓа буџетот, има директна импликации во здравство и, например, ја често знам да сум подносител на амандмани за буџет или ребаланс на буџета поврзани со здравството. Така да би кажал дека мојата улога како опозиционер е во сите работни тела и во групите за соработка, таму кај што можеме да креираме додадена вредност и да се слушне гласот на опозицијата, затоа што често во нашето општество се сваќа дека опозицијата е тука само да критикува. Не, опозицијата е да биде еден коректив на власта, таму кај што власта некојаш знае да забега, независно дали е во економските политики, финансиските, па некојаш и во надворешната политика и тоа ќе остане како секојаш, а две комисии исто така се битни затоа што се директно врзани со тоа што јас верувам, а тоа е прифаќањето на различностите, а тоа се комисиите за заштита на правата на малцинствата и еднаква застапеност, затоа што сметам дека мултикултурноста на државата со сите своји различности е богатство, а не пречка во нашиот развој. Собранискиот деловник дозволува, односно налага, секој петок пратениците да имаат средби со граѓаните. Предпоставувам дека тоа не е само секој петок, туку и други денови во неделата, па и за време на викенд. Што најчесто посочуваат на овие средби граѓаните како нивни потреби? За жал во овој период, иако навестувањето на владата беа дека ќе направат значителни големи проблеми, најголемите поплаки се на животниот стандард. Секојдневно бараат, затоа што ме препознаваат како човек кој што знаеше да носи мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните и заштита на животниот стандард, бараат да имаме такви проактивни мерки, затоа што очигледно притисокот кој што го добиваат од растот на цените, од намалување на куповната моќ со тоа што платите не се зголемуваат, го прави своето во секојдневниот живот. Најчесто се поврзани околу тоа, затоа што и се сваќаат дека како опозиционер не можеш многу повише да помогнеш. Но добиваме поддршка во одредените чекори кои што ги правиме како опозиција и преку давање на законски решенја кои што одат во таа насока и морам да кажам дека секојдневно чувствувам одреден гнев кон тоа што ништо не се прифаќа од опозицијата и владата кој да е нема и не слуша, тоест за овие барања кои што граѓаните ги даваат. Дали може да ни откриете зашто најмногу ќе се залагате до крајот на вашиот мандат со оглед на тоа што допрва една година сте, значи имаме уште 3 години и кога би требало да издвоите една однив на вашите заложби, по кој најмногу ќе сакате да ве паметат граѓаните? Што би било? Значи, ја, затоа што е прв мандат и прво искуство како пратеник, имам кажано дека ќе се обидам да бидам еден од најактивните
пратеници, опозицијски пратеници во собранието. Во овие 15 месеци мислам дека соодветно постапив и мислам дека граѓаните ќе можат да ме запамтат по мојата активност, кон мојата конзистентност во ставовите кои што секогаш ги имам и правиот глас на граѓанинот, објективноста која што се обидувам да ја прикажам на јавноста и сметам дека тоа што би требало и би сакал да ме запамтат е новиот начин на комуникација во Народното собрание, затоа што сметам дека на народот и на општеството има доста од театар, кој што навидом се прави пред малите екрани, а надвор од собраниските говорници животот си тече и јас се обидувам да прикажам дека може да има и по-цивилизиран начин на комуникација. Комуникација заснивана на факти, на објективност, а помалку политиканство, затоа што народот тоа вистина заслужува конечно да слуша и да гледа политичари кои што се грижат за доброто на граѓаните без многу секојдневна и дневна политика. Благодарам. Благодарам и вам.